Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосаљевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш, втора во оваа работна недела, втора по вториот круг од локалните избори. Вечера разговарам со мој драг пријател и човек кој што се наметна на јавната сцена, би рекол, во Македонија со своите изворени анализи, политичкиот аналитичар Милан Стефановски. Добра вечер. Добро вечер и на вас. Европската унија го извади извештајот за Македонија, како и за сите земји аспирантки за членство во Унијата. Јас би рекол ништо ново под капата небеска. Оценката за Македонија е преведена на школски речник и отприлика тројка, така некако би произлегло, или С, по западните стандарди, велат добри сте, напредувате во реформите, ви недостасува нешто во делот со борбата со корупцијата, правосудството, но на крајот на денот останува оно ист горчлив заклучок, додека не го смените уставот и не ги внесите бугарите во него, вратата останува затворена. Беше премиерот во Брисел, учествуваше на низа настани, се сретна тамо со господинот Кошта, со господината Марта Кос, учествуваше и на оној вонреден телевизиски самит, еве да го наречеме, на Евронюс, ги повтори позициите кои што ние ги имаме веќе подолго време воспоставено, зборам откако оваа влада дојде на челната позиција на државата, дека ние едноставно не отстапуваме од некои принципиелни работи, а принципиелните работи велат дека Европската унија треба да не третира во најмала рака рамноправно со останатите, ако не членки, тогаш и аспиранти. Аспиранти за членство во ЕУ. Да, добро. Многу е важно да се напомене дека од минатата година до сега, кога се мери напредокот, и минатата година имало напредок и сега повторно напредок, значи тоа е еден динамичен процес и добро е што имаме тројка или сме добри у оценка на основно и средно училиште, што значи дека нас не застанале реформите, имајќи и предвид сите околности кои се случува и на домашно поле и на геополитички план. Во таа смисла петката ни е загарантирана со услов кој не е дел од критериумите и тоа не е нашата базична на некој начин позиција од која ние не можеме да остапиме, бидејќи станува збор за критериум кој е надвор од Копенхаген, во исто време не гарантира дека ние ќе имаме силна динамика ако успееме да го таа пречка да ја надминеме, што ние имаме тогаш една легитимна позиција дека што е она што нас ќе ни гарантира дека Бугарија повторно и принципиелно како земја членка на Европската унија ќе го наметне понатака и за нас тоа што него ни крие Бугарија. Воопшто не крие дека имаат намера да го прават тоа. Практично нашиот процес е непредвидлив и немаме ние јасен патоказ што и ако го направиме тоа. И нашата позиција е легитимна, таа се реформира постојано, но иритира еден факт кој Европската унија го повторува дека тој процес е на заслуги, што можеби да го читаме и различно, бидејќи тоа не е значи дека се тие оние базични критериуми во смисла на тоа дека некои претенденти или аспиранти оддалеку стојат позади нас во делот на реформите Украина или Молдавија, а за нив има на некој начин политичка волја и еднаш за секогаш да расчистиме 2030 година, иако е на некој начин датум кој во неформална смисла се очекува проширување, нема никаде јасен заклучен и јасен став дека во 2030 година ќе има проширување на Европската унија со нови членки. Како што имаше например во 2004 јасно беше насочено кои членки ќе влезат. Да, но тој датум беше дефиниран многу порано. Тогаш имаше некад 5 до 10 години е јасно дека на тој самит ќе има проширување и тој си на ова сега се надеваме, очекуваме, веруваме, добри се претпоставките. Тоа 2004 година и 2007 година, Драган, да се посетиме дека во Европа исто така веснееше конфликт, тогаш Русија имаше претензија кон Грузија и тој дел на Европа и политичка беше исто така одлугата Бугарија и Романија да бидат дел од Европската унија заради тој црноморски базен каде што Русија имаше активни. Едноставно геополитички се најдоа на совршено место.
ако бидеме искрени. Да, и сега е можеби совршено време да Европската унија од геополитички безбедносни позиции да направи проширување кон Западен Балкан, но лекцијата веројатно во Брисел не е научена. Они не го гледаат како геополитички проект и затоа Соединените американски држави се оние, еве сега во поново време и Велика Британија, кои пробуваат овој географски дел да го покријат со нивни интереси, со нивни политики кои они не ги ни кријат. И добро што ние сме во тој кампус каде што претежно можеме да ги оствариме нашите стратешки интереси. Тој аспект ми се чини апсолвиран. Во ред, ние го користиме интересот на САД и на Велика Британија, мислам дека добро играме во тој правец, подпишавме стратешки договори и така натаму. Меѓутоа, нашата основна интенција е да влеземе во Европската унија. Тоа е стратешки план од секогаш за Македонија. Меѓутоа, ја имате Бугарија, го имате тој фамозен записник за кој што треба да се држиме, некој се смееше дека ама ние преговараме за точки од записник, од некаков разговор меѓу владин, што не става во една, би рекол, помалку и гротесна позиција. Подценувачка позиција. Подценувачка. Зборуваше председателката Гордана Селјановска Давкова неодамна, и е многу важно за онаа средба со Урсула фон дер Лајен. И тука можеби лежи еден дел од одговорите на сите прашања со кои што се соочуваме. Председателката вели Урсула фон дер Лајен во разговорите што ги имала со неа, а очигледно и со премиерот Мицкоски, воопшто не го користела терминот кој што потоа го твитна на употреби. Да. Топката е на ваша страна. Сега да не навлегуваме понатаму во тие фудбалски жаргони, помалку важно, меѓутоа основата е не ни оставате простор да се движиме напред. Ова е една крајно специфична ситуација, за жал не е во наша полза, меѓутоа крајно специфична кога вие на некој му велите, дојдете, ве сакаме, меѓутоа ви нудиме услови кои што едноставно па не може да се прифати. Ова не само што нема врска со копенхашки критериуми, не само што нема врска со европски вредности, туку нема врска со воопшто позиција на пријателство. Сега не сакам никој да ме свати погрешно, тама работа, јас верувам дека во Европа имаме пријатели, верувам дека ние сме природно дел од тој базен, ние сме европјани сакале или не келе, а мислам дека сакаме. Но позицијата ваква каква што е, едноставно е за нас неодржливо. Да, видите, во ред, затоа надворешната политика е сега прилагодена кон реалност, а во реал политиката вие не можете да правите чекори кои се непредвидливи, затоа што од таа страна вие имате партнер, Брисел, партнер Софија, во кој ви имате прво непринципилни барања, второ ви имате нејасноти дека тоа не е последната пречка и трето гледате дека геополитичките околности се премногу динамични, за некого правилата важат, за некого не. Најдоброто решение во тој момент е вие да се останете на позициите кои ги имате изградено, за кои граѓаните ви дале мандат и за тоа потребна активна дипломатија се реформираат позициите на државата. Ја гледав председателката вчера на интервјуто и тоа не е вкусно да вие во тие тета средби со председателот на владата и на државата не го наметнувате да не метнувате таа терминологија во нивните средби, а да го направите тоа на Твитер, дури да избегнете пресконференција каде што јасно ќе ги позиционирате политиките на... Лајн не е излезе на пресконференција. Не излезе на... Еден твит. Што исто така со дипломатски речник е неубава порака. Да, но знаете што, на крајот од денот тоа е и проблем на Брисел. Брисел е оној кој е моторот на процесот на проширување на Европската унија. И на крајот од денот, ако они навистина немаат политичка желба и волја да ние се интегрираме онака како што заслужуваме, ние можеме лесно надворешната политика да ја димензионираме со нашите стратешки партнери, Соединените американски држави, сега имаме нови стратешки партнери, Велика Британија, кои се најмокните земји. Имаме добри односи со најсилните земји во светот, имаме добри односи со Турција, регионално добро сме поставени, надвор сме од можни конфликти етнички, реформите ги правиме за граѓаните и ќе чекаме еден поповолен момент каде што и желбата на Брисел ќе биде и проактивна и поверски кон сите земји. Затоа што на крајот од денот ние го немаме оној избор, ниту оној луксус, затоа што видите, многу е блиску тоа што Заев ветуваше дека еве ќе направиме промена на името и ние ќе имаме НАТО, Европска унија на сите нивоа, ќе имаме и тоа не се случи и травматично е за нас и за политичарите. Така беше и она манипулативно референдумско прашање. Јас се сеќавам дојде Ангела Меркел, дојде Макрон и тие пораки јас многу добро ги паметам и денеска од нив ние практично немаме ништо.
И таа позиција нас ни дава дека една е терминологијата на официјалните политички елити кои се користат во такви средби заради остварување на нивните интереси, кои се поклопија реално, а сосема на реалното на реал политика. Знаете, они ќе се заминат. У Франција има политички поени проблеми. Може би Макрон нема утре да биде премиер, може би ќе дојде некој друг. Тоа се случи во Грција и ќе почекаме геополитичкиот контекст да се поклопи со нашиот интерес. Оттаму ние да ги правиме реформите, добри се нотирани во европскиот извештај, јас ги пажливо, внимателно ги читав. Таму они ја поздравуваат нашата интеграција со заедничката безбедносна и одбраничната политика, која за нас е комплимент, бидејќи ние навистина живееме во многу лошо геополитичко време. Се расшири дилемата дека Европа и Брисел ни е лута заради тоа што гласавме различно од Обединетите нации, а тоа СДСМ сакаше да го наметне. Со ова извештајот тоа е расчистено како дилема и можеби денеска тоа е најважно да ги следиме нивните политики, реформите во економијата се во ред, интеграцијата со тие економски и инвестициски циклуси, исто така ние сме корисници на овој кредит кој е наменет за држави кои имаат средени реформи на неколку сегменти. Имаме интенција и желба за реформи во правосудниот систем. Они тоа го имаат нотирано, затоа што оваа влада комплетно, дури и пречесто го во јавниот дискурс го дефинира дека потребни се реформи таму и останува овој дел со Софија кој во моментов реално топката не е кај нас. Така. И сега го имаме и уследниот момент. Имаме Бугарија како таква. Ќе речам, значи премиерот често пати зборува, мислам дека и денеска зборуваше на таа тема, дека е фер еден реципроцитет ако ние имаме однос максимално коректен кон бугарите во Македонија, Бугарија да има коректен однос кон македонците во Бугарија, ништо посебно. Го нема оној простор што Грција навремено го злоупотребуваше идентистички некакви идеи, не знам што никогаш немаше реална врска, меѓутоа успеваа да го злоупотребуваат на некаков начин. Овде со Бугарија навистина го немаме. Сега да не се навраќаме на пресудите во Страсбург, така натаму да одиме до бескрај, меѓутоа Бугарија од причина позната во Софија не сака ни за една јота, како што велат, да отстапи од максималистичките позиции. Ништо посебно не е ако на македонците им дадете одредени не привилегии, туку права кои што се природни во Европската унија. Па се и во делото уставот на Европската унија. Имено, сакам да кажам, значи ништо посебно, никој не бара преку леп погаш, најобични некакви признавања на тие организации, давање простор да може да се изјаснуваат, ни тоа не сака да го направи Софија. Едноставно настапа од позиција баш ние гајле, ние сме тие што ги имаме сите конци во наши раце, Европска унија сакала, не поддржува, условите се такви, гласањето оди со консензус, не е променето, нема ни да се промени изгледа во скора иднина и ние едноставно не го разбирам тој момент кај нашите соседи. Не покажуваат ни мала беневолентност за да речат, знаете што? На крајот на криштата да оставиме Европската унија на страна. Тотално да го трнеме тој момент. Меѓусоседска коректна. Ние сме први соседи. Тие инсистираат дека сме исти, тоа друго. Меѓутоа сме први соседи. Не оставаш ни малку простор за соработка. Па тоа е, видите, хипокризијата на официјалната политика на Софија е тоа дека они имаат наратив дека станува збор за исти народ во две држави, но па истиот народ не го блокираш. Сега во исто време ти го блокираш, што значи дека тоа за нив е само непринципиелна политика. Меѓутоа, за која што интересно има консензус во бугарското политичко милје. Така треба. И ние треба да имаме консензус. Тоа беше интенцијата, да. Од гледање на како се штитат националните интереси. Нивниот е неправеден во помногу нешта, но е консензус. Но ние сме во праведна позиција, а немаме консензус. Тоа нас треба да научи еднаш за секогаш дел од политичките структури во левиот спектар дека за националните прашања не се носат едностранни одлуки, како што е донесена именно со договора за добрососедство од страната на Бујар Османи и Зоран Заев, дека такви договори не се прават со задкулисни игри или тоа да биде на сметка на македонскиот народ, а во интерес на Софија од X причини, финансиски, материјални, коруптивни, не е ни важно, што значи нас не имаат практично уништено позицијата да бидеме барем равноправни во
во таа соседба и ние имаме една кохезија и да имаме исто цврсти позиции кои и нас ќе ни дадат предност, затоа што видите и Брисел ќе не гледа со различни очи ако и тука има консензус, затоа што ако видат дека е тука меко, они ќе носат точно тоа што има кажано фон дер Лајен, топката ќе биде кај вас. И затоа јас и дури и кај вас мислам коментиравме дека наметнувањето во пресред на локалните избори и пуштањето на декларацијата на СДСМ во оптек за прашање кое е поврзано со Бугарија, не со локални избори, беше рушење на позицијата на владата со тоа што они се наметна дека постои разногласие во Македонија и дека постои политичка партија која сака и е спремна да пристапи кон политики кои ќе одговараат на Брисел и на Софија. И тоа во Бугарија го нема. Апсолутно. Затоа Бугарија има нема таква леви позиција. десни тука. Сите се добро, они имаат среќа што го нема СДСМ во Софија. И од таа причина сега овој изборен резултат кој се случи е во меморијата на граѓаните и затоа они се казнети и се трета или четврта политичка опција, затоа што они ги направија тие чекори толку безсмислено. Дури јас имав и една анализа дека можеби се заложници на бугарската разузнавачка заедница, бидејќи они таму нели имаат бизниси сметки, можеби било лесно човек мора да помисли на се. Затоа што бидејќи толков степен на дилетантизам просто е невозможен. Нонсенс е ви пред локални избори со толку лош рейтинг да го пуштите во оптек тоа и да го наметнете во јавниот дискурс. Тоа значи вие имате задачата добиена, затоа што немате никаква логика. Но тоа зарем не се граничи со веле предавство, сега дека само размислувам, да не ме обвини некој нешто не. Па ама видете заклучоците до Европската унија, они кога ја ставаат топката кај нас, го имаат предвид фактот дека постои пета колона во државата и дека има луѓе кои се спремни и дека тоа е проблем на владата. Но не е проблем на владата, реалниот проблем е на Софија, бидејќи во Софија не е проблем Скопскиот или Софискиот суд, судот во Страсбур има донесена одлука, но они не ја почитуваат. Тоа говори и аргументот на владата дека не е проблем ставањето на бугарите во уставот, дека станува збор за друга агенда. А таа агенда нас постојано не ја даваат за релевантна и не ја потврдуваат во аргументација дека не станува збор за само вметување на бугарите во уставот, туку со тоа што они ги одбиваат судските одлуки на Страсбур, дека они имаат сосема различна агенда и они се спремни постојано да не блокираат. Едноставно не може да прифатат дека соседите се и независни, и суверени, и се македонци по сите основи. Јас мислам дека на крајот на денот, кога и да биде, ќе мора да голтна таа горчлива таблета, едноставно така стојат работите. Види, ја ти не е голтна таа горчлива таблета, они прифатија во уставното име да го има зборот Македонија. Но штета е што на генерации луѓе им го загорчуваат животот. Тоа на крајот на денот не можете вие да измените општа фактност, така да речеме, сега го вадам како некаков термин, не можете реалноста да ја измените кога 2 милиони луѓе мислат дека се тоа што се. Не може да ги натерате на сила да бидат нешто друго. Едноставно не може. Некој може да има и сентимент, јас се согласувам. Некој може да расправа околу тоа. Па знаете, Гоце Делчев рекол вака, не знам, Тодор Александров рекол не знам што. Тоа све убаво вака, може да се размислува на овој или на овој начин. Но на крајот на денот најмалку 2 милиони луѓе, веројатно и повеќе, мислат дека се автохтони македонци. И сега тоа не може да го искорените. Па не можете нити со и некако земји мокни во светот. Не го признаваат нашиот идентитет. Затоа што се соочиле со реалноста дека е стварно така. Па добро, не е тоа во 21 век вие да наметнувате. Лудо е, но ама е реално. Од друга страна, сепак во економскиот дел нешто се мрда конечно. Еве најавено е во четврток дека ќе се потпише во Ѓуешево, на железничката станица во Ѓуешево, тоа е на граничниот премин меѓу Македонија и Бугарија, ќе се потпише договор за изградба на тој фамозен тунел од коридорот 8. Ќе го потпишат Александар Николовски од наша страна, се разбира, и министерот за транспорт и врски на Бугарија, Гроздан Караджов се вика. Значи договор за подготовка, изградба и оперативност на меѓуграничниот железнички тунел на коридорот 8. Имаше отпор долго време од Бугарија за оваа работа, меѓутоа еве сепак во овој дел како да тргаат работите на добро. Што значи тоа? Добро, видете, или економија се економија, па така би требало да биде. Значи, едноставно таа политика на геополитичко ниво, на стратешко ниво се одвива така како што се одвива. И Софија знае дека Брисел не е изморен и ако притисне Брисел и Вашингтон, Софија ќе испие таа горчлива таблета и они се играат таа улога и заради војната во Украина. Но
на пониско ниво, на економско ниво, на да речеме на оперативно ниво, никој нема интерес економијата да застане, дури и Европа, бидејќи и овој проект Европа инсистира на тоа, ама така, носител на кредитот така е ЕБОР. Така е. Добро што Александар Николовски го наметна во јавниот дискурс дека тука има проблем, дека нема шанси да оди пругава бидејќи застанувал ништо, дека треба да има тунел со добра проактивна надворешна политика со надворешни контакти. Брисел ја наметна играта. Имаше некој отпор во владата во Софија, но добро што прифатија дека и тоа е од нивен интерес и дека тоа можеби и геостратешки интерес, бидејќи станува збор за сосема различна магистрала, односно коридор 8, кој има тенденција НАТО да го поврзе Јадрано со Црно море по два пати. Една е железничка, другиот е по копнен пат, по брзи патишта. Но зборот ми беше доколку бугарите надвор од еве овој контекст кој што им е многу важен, во економска смисла покажаа поголема проактивност, ние можевме нема да направиме чуда. Меѓутоа во секој случај да зголемиме економската соработка, трговија и така натаму навистина во огромен разбор, а тоа ќе биде од користи за нив и за нас. Од обострана корист. Паметна земја, паметна влада, тоа го прави. Државна политика, тоа го прави Грција, исто тоа го правиш. Ние бевме со грците, ако се сеќавам, со наметно исто прашање на уставното име, ние со грците имавме од топ 3 земји размена на трговија. Но грците секогаш биле добри трговци, да не се лажеме. Тоа секогаш биле. Добри паметни држави се добри трговци. Тоа добро ја тера работата. Бугарите сепак се нешто друго, но добро. Повторно кажам, ова е добар и позитивен сигнал. Она што мене лично ми пречи кога зборуваме за оценките, на Црна Гора и дадоа одлична оценка, верувам дека е така. Јас не ја следам толку многу состојбата каква е со Црна Гора, меѓутоа велат дека реформите ги прават одлично, Албанија помина супер и пред нас е ставена една Украина. Немам ништо против Украина, да се разбереме, мислам дека никој во земјава нема ништо против Украина, меѓутоа да зборувате дека Украина прави подобри реформи во било кој, да се разбереме, во било кој сектор од Македонија е едноставно лага. Од едноставна причина, државата е во војна, и тоа зборуваме за тотална војна со огромен сосед, со Русија, војна која што црпи неверојатни ресурси, човечки, економски, какви сакате. Државата е растурена. Значи, тамо разговараме за ситуација во која што половина градови немаат електрична енергија, бидејќи русите им го гаѓаат енергетскиот сектор. Ние зборуваме овде за фактичка состојба. Повторно велам, никаква емоција тука нема. Не. И вие прагматизам збориме се, и сега ние зборуваме, надворот. Украина спроведувала реформи, таксативно се наброени во овој сектор, во оној сектор, подобро од Македонија. Не е така. Можете да кажете Црна Гора е подобра, и тука не знам ќе правите параметар ваков, параметар таков, и кажеш добро, ајде црногорците се подобри. Ќе ги стигнеме, ќе ни даете мотив. Кога ќе ни кажете дека Украина е подобра, се подигрувате со нас. Јас овој извештај го читам дека во него има ракопис во кој повеќе е праќање на порака од Брисел дека процесот на пришување не е забран, не е згаснат, затоа тие оценки се можеби така пренапумпани, да даде некоја волја, затоа што и Западен Балкан е точка каде што постојат можни сценарии за дестабилизација. Апсолутно, согласувам. Затоа не би ги земал овие оценки за релевантни. Од прва линија, втора линија, едина реформа што Украина функционира е војната реформа. И што нема врска со европски стандарди, да се разбереме. Апсолутно, да, затоа што не знам, пишува тамо ги умнепредуваат правата на етничките малцинства. Сега Унгарија да земеме како пример, отворено вели дека правата на унгарското малцинство во Закарпатие во Украина се и тоа како нарушени. Значи, земја членка на Европската унија ви кажа отворено дека нивните права, не разговараме за другите кои што живеат таму. И не е тоа заради не знам што, тоа е процес затоа што е војна состојба. Вие во војна состојба, во војна, вие немате простор за демократија, сега што разговараме. Таму прво нема избори. Втора работа, целиот буџет е насочен кон војна, тоа е тоа. Ама кои реформи нема простор да се прават реформи? Освен на хартија. Тоа може да држи. На хартија пишува. Не знам. Се набројуваат документи, се стискаат печат. Тоа е во историска димензија, многу држави влегува во Европската унија со пишани аргументи. Па и нашите соседи, нашите соседи, па скоро да сите. Во таа смисла ние не треба да го земаме здраво за готово, затоа што претежно во јавноста се мисли дека ние ако останеме во Европската унија тука ќе цветаат рози, ќе ни биде многу лош, па не е, но дури и сега Европа не е посакувано
толку многу место за некои економски бенефиции. Европа има многу проблеми. Кој нема луѓе, роднини, пријатели кои не живеат, моментов живеат во Франција, во Германија, ќе ви кажат дека моментов ситуацијата во Европа е многу лоша. Далеку од тоа што беше, сигурно. Да, тоа не значи дека ние нема да бидеме и не треба да бидеме, но тоа се реформи на институциите. Ние и сега да влеземе во Европа, нето економски бенефит нема да го сигурно почувствуваме, затоа што таму има проблеми и економски кризи, инфлации заради војната во Украина. Во превод нема простор во чекмеџето да дадат плюс. Напротив, они земаат, се предвидува дека во следниот период 20% од буџетот на ЕУ ќе оди директно за Украина. И така веќе исцедени буџети кои се сочуваат земјите членки во Европската унија. Оттаму ние треба да бидеме многу мудри. Да не влегуваме таму кај што не е место и таму кај што лесно може да настрадаме, туку нас реформите не требаат заради нас. И тие реформи кои нас Брисел не ги димензионира е заради подобрување на институциите, кои генерално ние како народ најмногу имаме проблем. Токму така. Тука тоа е чисто легитимно, потполно. Ние треба да го направиме тоа за себе. И супер е што е комплементарно со напредокот кон него. Мислам дека и кај нас мејнстрим и думите приказната на розевата Европа во последниве 10-15 години не е искрена. Затоа што Европа вас нема да ви донесе многу пари, многу инвестиции. Пример е во Хрватска, кој има контакти нека разговара, или во Словенија, добро е да си таму, но нема многу, мислам дека имаме многу големи очекувања со тоа што мислиме дека ако ние сме дел утре заутре во Европа, ние ќе имаме не знам какви плати. Не, тоа не е вистина. Најголемата придобивка во членството на Европа е тоа што ние ќе имаме силни институции. Она што во анкетите на граѓаните им е важно. Правда, немање на криминал, чистота, намалена корупција, хумано живење, намалена корупција, стандард. И секако после еден период ќе дојдат и економските придобивки. Затоа ние треба да се посветиме на реформите. Нас никој не ни брани да шетаме по Европа, на никој не им брани да инвестираат европските компании кај нас. Добро, има еден момент каде што не можете да отидете во Европа да работите туку така, со бугарски пасош можете да работите каде сакате во Ирска без проблем или не знам во Холандија. Се мислам дека и без тоа можеме да живееме, јас мислам. Па добро, ние веќе живееме. И така имаме доволно луѓе надвор. Но мислам дека и таа работна сила се сочува со предизвици заради мигрантите кои во Европа да, не дали видовте господинот Мерц рече треба да се вратат сириците од каде што дојде. Да, они спремаат и пакети за како се вели тоа кога идеш порано у пензија па ти даваат Еве одете си, ние ќе ви дадеме помош. Се збори за некои брутално, но така е, цифри дека ќе се даваат 5 до 6 илјади евра на мигрант. Само оди си. Да, за да си одат и да си го обноват својот живот во Сирија или не знам каде. Во Сирија, која се веќе легитимна влада, легитимно призната влада од повеќе. Добро, така е, така е. Но ако зборуваме реално, начинот на кој што ги прима своевремено со велком, дојдете отворени врати, се чини дека баш во последно време не им е толку. Па данокот го плаќа Европа денес. Го плаќаат граѓаните, тоа е основата. Ама добро и владите со тоа. Значи граѓаните се револтирани. Преку избори паѓаат влади токму заради тоа прашање. Јас константно неколку години го имам позиционирано баш како став во медиумите дека тврдото десни партии и радикално левите ќе го злоупотребат таа позиција и дека на тие прашања ќе паднат центар десно партија. Вчера го зборувавме и со господинот Владимир Божиновски дека во кризни времиња природно е тие што одат по работ, условно кажано, радикалните да привлекуваат повеќе народ затоа што луѓето гледаат дека во центарот, во мејнстримот ги нема одговорите и се бараат каде ќе ги најдете. Сега, ајде кога сме веќе кај тоа да влеземе во Македонија, се случија локалните избори, да не повторуваме, се знае кој е победник, кој е поразен. Левица, која што нема тука сомнеш, важи за радикална партија, според своите ставови, според своите интенции, се пофали дека ова е за нив сериозен успех, дека прибрале повеќе гласови од претходно, што за математиката е малку специфична, не е баш така. Меѓутоа, Амар Меценовиќ доби прилично големо конто на гласови во Скопје, рече се 60.000, и тоа беше доволна причина да се излезе со фанфари дека еве
ние одиме напред, додека СДСМ пропаѓа и ВМРО наводно паѓа под своите очекувања. Можно е левица на бранот на Амар, ако така можеме да кажеме, да се надева на нешто плюс во следниот период? Не. Вака, прво, за мене се случи еден феномен кој можеби се друга светлина треба да добие у јавниот дискурс, е тоа дека е поразена една идеја на обскурни политики на кои ги наметна ДУИ и кои ствара несигурност. А тоа е да нивната тенденција да има во Македонија парадржава, двојни институции, да се делиме на ваши, наши, верска и религиска сегрегација. И тоа го прави од позиција на вас, што беше интересно. Но во последнава година, они кога едноставно не беа вклучени во процесите да бидат дел од некаква владина коалиција, они постојано го наметнуваа тоа во јавниот дискурс, од тоа што ќе облечеме униформи и така натаму. Има една и се случи, барем кај мене и кај луѓе во што следат политика, едно олеснување дека таа политика е поразена, со говори дека граѓаните се зрели и се над задачата, а тоа е дека таа политика на поделби на етнички процеси е поразена. Мене тоа најмногу ми годеше и најмногу сум задоволен, фан сум на таа граѓанска опција. Значи, конечно европски, тоа е пораката до Коси, до овие што тука користат различни терминологии, а не се суштински. Луѓето гласа европски и граѓански и нема веќе поделби на ваши и наши. Тоа е примерот во очите на Кичево. Кичево е најдобриот пример, се разбира. Но не е само таму. Не е само таму, брвеници секаде дека луѓето сакаат реална политика. Луѓето сакаат добар животен стандард и не поверуваа на тоа дека ВМРО-ДПМН е антиевропска опција, на која ДУИ сакаше да го залепи тоа за форматот дека тоа станува збор за ВМРО-ДПМН, или пак левица дека ВМРО-ДПМН е монструозна партија и низ примерот на Кочани, тоа пак наметна исто друга димензија, дека социјалните медиуми, социјалните мрежи, порталите во кои они бустираат вести, за да бидат читани, не се реални. И дека граѓаните се многу помудри од тие политичари и од тие наративи. Тоа е првиот феномен кој се случи на овие избори, можеби за прв пат, со тоа што тоа е за поздравување апсолутно. Таа ера на постојани етнички конфликти, создавање етнички конфликти во етерот е поразена. Тоа е првата работа која овие избори ги Да се надеваме перманентно. Да, затоа што ако постојано ги наметнувате, ќе се сведете од 4 на 0 општини и така натаму, ќе се сведете на СДСМ. Сега доаѓаме до партијата на фрустрираните, тоа е левица. Не можам да прифатам дека луѓе кои има политички не се реализирале, нивните барања не биле на дневен ред на поголемите мейнстрим партии, отишле во Левица да ја изразат револтот. Левица е партија на револтот. Левица е еден вештачки балон кој се полни со негативните чувства на граѓаните. И сега ќе аргументирам зошто. Левица е 4 години власт во град Скопје со неколку директори. Лесно е проверливо тие институции во каква форма се. Генерираат ли загуби, дали нивните директори се претежно на патишта, често патуваат. Ја вршат ли својата работа, гледаме на лице место? Гледаме на лице место, така да они имале можност во некоја форма да владеат, не дај Боже со државата, како институции, и можеме да видиме дека они се некадерни да може да ги водат институциите. Друго, желбата на Левица дали е искрена да владее со општина или со влада, го гледаме низ призма на тоа дека они ќе го изгубат оној наратив на конфликти. Нивниот рейтинг се бустира на постојани конфликти. Поразително ќе беше град Скопје да падне во рацете, главниот град на држава, на таква деструктивна политичка опција, и тие они ќе користат да се конфронтираат со владата. Они ќе гледаат само да го бустираат својот рейтинг. Они немаат шанси да спроведат никаква реформа. И трето, спорен е ликот за мене, Амар. Го гледав на ТВ дуелот со Орце, човекот немаше елементарни познавања на институционалната поставеност на град Скопје. Како воопшто функционира градот? Второ, еден млад лик кој
постојано сакаше да наметне некаков конфликт на напад, без да тоа при тоа да наметне на некој начин реална политика што ќе спроведено. Што говори тоа? Дека СДСМ веќе не е политички фактор и дека луѓето кои се можеби разочарани од СДСМ наоѓаат прибежиште во левица, ама само да го искажат својот револт. Тоа значи дека е привремено, не е... Да, кулминацијата на левица е до вчера. Се они ќе почнат да одат надолу, затоа што они и го изгубија оној мегдан каде што ќе се конфронтираат сега, дека немаат со кого да се конфронтираат. Ова е убедлива победа. Советите не им се во позиција да можат они да блокираат и ќе се вратат во собрание да бойкотираат. Добро, во собрание не можат кој да направат нешто, се реално, шест партеници. Може да бидат гласни само. Да, затоа феноменот на левица треба да се гледа низ призма на тоа дека веројатно имало некој нерасположение и тие отрече да се го изразат гласот на нешто што нема да победи, ама ќе го чува тој глас или ќе го фрустрира тој глас низ етеро дека има галама, дека нешто не е направено. Тоа е левица. Отприлика тука завршува приказната, но ајде да разговараме за владината коалиција. Овие избори покажаа недостатоци, бреко во односот. Значи по принципијалноста. Принципијалноста, да нема да го земеме само примерот со Билал Касами, кој што повикуваше да се гласа за албанци по секоја цена и таму каде што неговата партија, односно нивното движење немаше простор за победа, туку генерално од другата страна ВМРО ДПМН, освен неколку пораки кои што беа точно и прецизни од премиерот Христијан Мицкоски, се обидуваше да балансира. И му патуваше пораки од типот немојте вака. Немојте вака. Последната тема за која што се расправаше многу беше дали вреди како фактор го извиси ВМРО на вториот круг од изборите за градот Скопје. Односно, нивните, ако воопшто може да зборуваме за нивни гласачи, бидејќи никој не е ничив гласач, секој индивидуа за себе, останаа дома. Значи, во принцип, еден однос кој што не беше избалансиран меѓу двете страни, туку едната се обидуваше да излезе онака како што не за политички одговара, а другата да ги врати. И денеска имаме изјава од министерот за здравство, чинам Азир Алиу, дека апсолутно коалицијата е стабилна, апсолутно се тера секако што треба, односите се одлични, се разбира ова е политичка порака, меѓутоа дали суштински е така? Прво, ВМРО ДПМН никогаш не зависел од волјата на Дуи Веди. ВМРО ДПМН има моќна машинерија. Овие избори покажа технологија на комуникација како што јас барем немам видено и може да позавидат пиар стратези на многу повисоко ниво, затоа што кампањата допре до секој човек. Затоа што таа е реална емоција. Но, ако правите споредба што она Дуи може да испорача и што испорачувала во претходните избори, као машинерија, и она што може Влен да испорача, има сосема различна анализа. Може да збориме дека Влен помалку има контролата и има изградено однос со своите гласачи во споредба со други политички партии или Дуи. И во таа смисла на Влен треба време да воспостави еден авторитет кон кохезивно гласачко тело, бидејќи таму очигледна е разликата на ставовите меѓу Изет Меджети и Билал Касами. Тоа е нивен проблем. Тоа е нивни проблем, се разбира. Од таму можеби не може да го испорачат она што или го ветиле или не го ветиле, или па можеби граѓаните очекувале да го испорачат. Не е важно дали ВМРО ДПМН победил во Скопје во првиот и вториот круг. Едноставно, можеби и ова е на некој начин, знаете како, мерење на силите, па секој после овие знае колку политички вреди, колква политичка сила има и колку политички е моќен на терен. Оттаму, да, можеби коалицијата си функционира и треба да функционира, таа е владеачка коалиција, но во суштината не е проблем на ВМРО ДПМН дали Влен има или нема реална контрола на терен, тоа суштински не може да ја разорне позицијата на ВАА-та, можеби на Влен да и наметне проблеми кои треба да ги сценира и да бидат еден политички субјект, каде што ќе има еден политички став. Вие сте несериозни ако
коалициониот партнер што ви е дел од Влен има еден став, во случајот било сами, и претходно неформалниот лидер на Влен на Изет Межите кој има сосема друг став. Но тоа е проблем на Влен кој треба да го санира што побрзо. Затоа што во спротивно ќе се соочат со Они ќе имаат проблеми. дуи, Да, они ќе се соочат, они тоа е тоа, они имаат противни во дуи и они гледаат тој политички простор да го зграбат. Во таа смисла они мора побрзо да најдат некој механизам да се обединат и да имаат еден став. Ќе го збунат нивното гласачко тело. А ВМРО нема проблем со. А национал романтизмот веќе не е дел од таа приказна, покажа овие избори што за мене е феноменално и сега се надевам дека така ќе остане. Се разбира тука мораме да ги спомнеме и СДСМ, некој ќе рече аман со СДСМ веќе не е тоа што беше, не само што не е тоа што беше, тоа мене ми е дури не и жал. само што не е веќе тоа што беше, туку навистина оди во една катастрофална ситуација и чудно е како тоа одбиваат да го видат барем официјално главните луѓе таму, додуше подпредседателката поднесе оставка, една од председателките Ана Чуповска. Добро, не беше во реалност, реално. Политичка реалност немаше, не резонираше. Во ред, тој дел во ред, меѓутоа поднесе оставка. Еве, тука најдовме дека имала принципиелен однос. Рече дека не сака да биде веќе дел од тоа. Меѓутоа Венко Филипче сега за сега се однесува како ништо да не се случува, зборува за консолидација, зборува за промени, зборува за екнување на СДСМ во ситуација кога резултатите им се историски најлоши. Историски за сите 35 години колку се веќе откако постојат на сцената. Да. Во ред, они, знаете како флуктација на гласачко тело е мерлива. Добро. Но тука беше неизмерлив, затоа што никој не очекуваше дека СДСМ навистина ќе има флуктација во гласачкото тело и јас мислам дека тоа не станува збор дали е бил таму било кој лидер, станува збор за една длабока разочареност на политиките на Зоран Заев и оно што го зборевме во првиот дел на емисијата е тоа што они наметна разорни надворешни политики кои во надворешната политика се разорни подржаваат. На база на тоа па нема реална нема никаков реален бенефит државата. И тоа нив ги следи. Сега знаете што тоа е штета која секоја година ќе биде посилна и полоша. Како поминува годините така повеќе штетата ќе се кај луѓето ќе има еден вид на траума, ќе има еден вид на гнев, затоа што тоа не е локална политика. Тоа не е ни владина политика. Тоа е штета на националните интереси на Македонија. Она што Венко го направи со декларацијата ги разбуди траумите на гласачкото тело традиционално на СДСМ. Што беше многу мазохистички. Знаете како Хенифе, овие не застануваат, не дај Боже Чеков ќе дојде на власт, ќе ја спроведе агендава што Заев има договорено. Какво е тоа политичко слепило? Може да го објасните? Имате представа, сега не сте вие психолог. Ја можам да претпоставувам и јас го имам тоа пишано за да остане. Единствено што јас можам да најдам некаква логика е дека они обработуваат за бугарската политика. Значи по секоја цена. Затоа види се ако сте луд, нема се занимавате со политика. Ама ако сте човек кој ве држат за врат и морате да спроведете, тоа значи дека принудени така. Да, вие сте принудени, вие сте ставени во состојба на принуденост. Тоа и судот го третира како кривично дело, бидејќи вие правите велепредавство. Кој прави велепредавство? Оној кој зависи од надворешни центри на МОК. Прашањето е зашто не ги имаат. Дадено ли е кеш? Им го знаат кешот по бугарските банки, им ги знаат бизнисите, им ги знаат фирмите. Што можеби Венко сака да си оди, може Бугарија не му дозволува. Правиме анализ. Затоа СДСМ е трет политички субјект и мислам дека козметичките промени таму, дали бил подпредседател или не е таа суштина, бидејќи они мора да напуштат оваа политика. Зошто Венко Филипче не ја повлече декларацијата сега? Ако сака да направи некакви промени. Еве зошто не ја стави во математика дека тоа може би направило штета на СДСМ во контекстот на локалните избори. Не, но таму зборуваат ќе направиме реформи во смисол ќе промениме неколку луѓе. И што? Недостаток на политичка култура и на политичка интелигенција, па дури и на лична интелигенција. Венко Филипче е дојден лидер, октуриран со путер на главата, он беше дел од сите афери
И он беше оној што пред неколку месеци со Заев се забавуваше на Харис Џиновиќ. Значи, сосема друг контекст, сега гледам дека нивните аналитичари сакаат да наметнат дека па и други лидери изгубиле, па не направиле промената, ама јас не видов дека лидерите на владачките партии оделе со бившите лидери на некои забави. Особено што бившиот лидер има таков квалитет, би рекол, во мислата на граѓаните, што боли глава од него. Да. Сега ако бившиот лидер е некој човек кој што останал во срцата и душите. За овој не може да го кажеме тоа. Така е. Во таа смисла, сега треба да анализираме што ќе се случува со СДСМ, за да можеме да ги анализираме идните политички потези. Мене ми е жал за СДСМ. Реално на СДСМ и на Македонија и треба СДСМ. Зошто? Подобро да има работа ВМРО ДПМН со СДСМ, затоа што за стратешките точки заедно размислуваме кон Европа и кон Вашингтон, отколку со Левица. Например, со Левица никога нема. Со Левица може да се случи конфликт, да можеме да не знаеме каде се прибереме. Во таа смисла треба лидерството, лидершипот на СДСМ да го свати контекстот колку они треба сега да направат за СДСМ да се обнови. А ако имаат други математики со Софија или имаат бизнис интереси или пазарење или го користат СДСМ за лични интереси, СДСМ може да биде збришено од политичката сцена. Они периферно владеат. Мене знаете што ме плаши? Ниднава идеологија. На што неќа нидната политичка агенда како ќе ја практицираат? Во Лозово? Тоа е рурална средина. Они се исклучени од Скопје, они се исклучени од Битол како втор најголем град, исклучени се од Куманово како најголема општина. Таму кај се спредуваат локални, државни, идеолошки, секакви политики, СДСМ не е реално на терен. Луѓето ќе заборават СДСМ сега. Они не го размислуваат тоа дека тоа ќе се случи. Ова е интересно заклучок. За една политичка опција да биде жива, треба да има 10 до 15 од 20 општини, затоа што треба да ја спроведе својата политика, својата агенда, својата идеологија. Мора да ја има, да. Се вие имате и таму сте победиле со 15, 20, 30 гласа. Каменица, Лозово, Зрновца, 30 беше во македонска Каменица. Ама знаете што, тоа е можеби тоа што ВМРО ДПМН ставил кандидати кои граѓаните не очекувале повеќе. Ама тоа не е победа на СДСМ. Советот да го видиме каков е. Во таа смисла се СДСМ ќе не може да ги практицира своите политики. Мене ми е страх дека они дополнително ќе исчезнат. И нивото гласачко тело, гледате кај има флуктација. Така е, но нивото гласачко тело се наоѓа пред лош избор, имено. Дали да следиш една погубна политика или да се префрлиш во една агресивна неконтролирана. Добро што и знаме тука има некој формат кој може една интелектуала да ги собере, сепак со агенда за македонски национални интереси. И тоа може би... Што мора да признаеме, не им недостасува, знам. Да, апсолутно, да. Што сема за крајот на оваа емисија, нешто што се појави во јавноста, меѓутоа не го игравме така, да речеме многу, а вие сте експерт за овие работи. Пред неколку дена, буквално, се појавија лажни, за среќа, закани за бомби дури во 47 училишта, во Скопје, во Куманово. МВР направи проверки, се разбере, се виде дека тие се лажни, меѓутоа имавме случаи со закани за бомби пред известно време во периодот на Оливер Спасовски. Едно време доаѓаа нон-стоп. Ги имаше и по Србија, и по Црна Гора, и по Босна, каде се не, речиси стана тоа како некаква локална, регионална рутина и мода. Начинот на кој што тоа беше спречено, едноставно рековме, добро, веќе не го регистрираме. Не знам колку беше тоа мудрот, но така беше. Да. Не го регистрираме, веќе овие закани не ги сваќаме како нешто сериозно. И сега нагло, после еден период, имате нагло закани за пораките кога се поставени бомби во училишта. Зашто баш сега, на неколку дена пред изборите? Да, добро прашање. Вака, генерално хибридните операции се случуваат во време и на место каде што ќе треба да бидат дискредитирани одредени политики на државата, на владата и да прикажат дека институциите се слаби. Не контролираат. Да, затоа што тоа се техники, мерки, алатки каде што во повеќе композиции, на пример, вие да кажете дека имате поставено бомба, прво бомбата е поставување на бомба е туристички чин. Ама влијанието е психолошко војување кон млади, кој е таргетот младите луѓе да се почувствуваат несигурни и фрустрирани. Тоа што треба да оди во тоа училиште, именно. Да, и да бидат дел од некој политички формат кој ќе треба да излезе револт на локалните избори. Затоа многу внимателно треба да постапуваме кон тоа и превенирањето, она што вие
го спомнавте една многу важна компонента. И тука менстри медиумите и вие како медиумите играте клучна улога. Колку повеќе ова тема се наметнува дека е фейк, е непотребна и дека е заскриена, толку целта и мотивот ќе биде разобличени. Ако луѓето се информирани преку реални информации, преку реални канали на комуникација, тогаш целта и мотивот нив да ги возбуди младите луѓе е превенирана или пресретнета. Но сепак мора да признаете дека постои макар и минимална можност на вистина да има бомби. И сега вие тука имате... Сега да, сега ќе додеме до тоа. Прво, за да се направи бомба не е едноставно, второ, се донесе во училиште уште потешко. И трето, тие луѓе кои се занимаваат со тоа или се елиминирани или анаба ги следи. Но мотивот не е тоа дека е реална работа, туку затоа што е лажна и е постојана, е таа алатка која ги бомбардира сетилата на младите луѓе. И затоа има одговор на тоа. Не е само софтверското решение, не се разузнавачките служби, не се тие безбедносни системи во училиштата, туку и луѓето кои постојано зборуваат дека ова е агендата. Сега, кој е мотивот? Вие ако не метнете страв, вие очекувате капитализација некаде на некого и дека тие луѓе викат добро, ќе им дојде добродошла да изгубат еден час, два, три на математика или на физика, ама потоа понатака поставува фрустрација. И тие треба да одат во некој опозицијски кампус за да можат да бидат фрустрирани кон носителот на властите. Мислите дека како општество има веќе тоа е дефиниција која постои. Мислите дека како општество и како систем сме создали имунитет кон ова? Да. Дефинитивно. Па да, видете, и ова не е често, мислам, не е појава само кај нас. Апсолутно. Тоа во Југоисточна Европа е тренд, дури во посилни земји членки на Европската унија, затоа што тие адреси се многу тешко да се лоцираат и кога имаш недостаток на реални политики или во геополитички контекст имате некои конфликти, тие се добро дојдени, но последната фаза на таа хибридна операција е да ги изфрустира младите и тие да имаат револт кон легитимните институции. Тоа е, има и против борба, како се вика тоа, контраборба на сето ова, а тоа е оваа тема да биде парцијално или не секојдневно во темата, но да биде застапена и многу важно... Оно колку што мора. Сега многу е важно младите да бидат информирани. Баш на едно гостување ме праша новинарот, вика, а вие што препорачувате? И во Европа се третира безбедносните политики во учебници. Порано имаше предмет општенародна одбрана во средните училишта. Треба се врати во некој формат, затоа што мислам дека безбедносната култура кај нас е на многу ниско ниво. Во неколку сегменти ја нема и тоа би било добро да во средните училишта, поготово или во основно, во некоја форма да може да учат луѓето и децата дека тие лажни информации, лажни дојави на бомби имаат други цели и да не бидат жртви на крајот денот таа популација. Милан Стефановски, ви благодарам за вечерашното гостување. Ви благодарам и на вас за можноста. Да, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Верувам дека уживавте барем колку и јас во оваа емисија и во наистина интересна анализа на господинот Милан Стефановски. Утре во 15 часот се разбира репризното издание на оваа емисија. А јас ви закажувам нова следба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тоа.